Инспекција влезе во конфекција од Пробиштип, во редниот инспекцијски надзор во Детекс, која е со седиште во Пробиштип, а со погон во Кратово, каде и се констатирани неправилностите, е направен по пријава од Хелсиншки комитет. Инспекторите констатирале дека поради неутврден нормиран учинок на 43 вработени за месец октомври им се исплатени плати помали од законски утврдената минимална плата и никој од нив не добил месечни пресметки на плата и придонеси на плата. Инспекторатот со решение го задолжил работодавачот во рок од 15 дена да изготви правилник за нормиран учинок, да ја исплати разликата од исплатената плата до минималната и да им издаде на вработените пресметки за исплата на плата и придонеси на плата. Ова е прв регистриран случај инициран од Хелсиншкиот комитет, а кој се однесува на утврдени неправилности и недостатоци од страна на Државниот инспекторат за труд во однос на неисплаќање на минималната плата и неутврден нормиран учинок од страна на работодавач во текстилната индустрија. Инаку поплаки за малверзации со минималната плата на адреса на Хелсиншки досега имало и повеќе. Она што е актуелно во моментот е враќање пари на рака, односно, откако работодавачот ќе ми пушти минималната плата на сметка на вработените, бара дел од парите да му бидат вратени на рака. Оно што треба да се знае дека враќањето пари на рака представува кривично дело, односно тој што ќе побара од работник да му врати или ќе прими одреден износ од плата или други надоместоци од плата, ќе се казни со затвор од 3 месеци до 1 година. Очите на Хелсиншки и понатаму се свртени кон работата на текстилната индустрија и оттаму најавуваат дека ќе реагираат на секој сомнеж за евентуални неправилности.